Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Државната изборна комисија и официјално ги прогласи за завршени 8-те поред избори во општините и во градот Скопје, кои се одржаа на 19 октомври и 2 ноември, а на кои најголема победа однесе ВМРО-ДПМНЕ. На 10-та научна конференција на тема Македонскиот јазик извор на научни истражувања, која се одржа во Скопје во рамките на отворените денови на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и во присуство на повеќе домашни и странски учесници, беше укажано дека македонскиот јазик треба да го чуваме, изучуваме, унапредуваме и афирмираме, бидејќи е дел од нашиот идентитет и од нашето културно наследство низ вековите. Со љубовта кон мајчиниот македонски јазик кој не обединува, ја продолжуваме јазичната традиција на генерациите. Затоа и македонскиот збор ќе продолжи да одекнува овде и во светот со достоинство, силни пораки и значење. На овој научен собир во Скопје беше укажано дека ако не си го сакаме и цениме својот мајчин македонски јазик, ако не зборуваме на македонски, тогаш каде ни е иднината? Ние живееме во Македонија и службен јазик е македонскиот јазик. Беше повторено на 10-та меѓународна конференција што се одржа во Институтот за македонски јазик. На 30-та јубилејна се македонска средба во Штип присуствува македонци од република во соседните земји и од преку океаните. Главна тема беше положбата и правата на македонците надвор од границите на републикава. Меѓу другото беше укажано дека повеќе од 35 години во Бугарија се зборува за демократски реформи, ама промени таму за македонците нема. Туку има притисоци, негирање и не им се дозволува да се организираат, а барањата за регистрација на здруженија се одбиваат. Од Сојузот Македон соопштија дека поднеле 100 преставки до меѓународни институции за заштита на правата на македонците во Грција и Бугарија, ама досега конкретен одговор нема. Меѓутоа тие велат оти борбата продолжува. Се предупреди и на антимакедонската бугарска пропаганда во Албанија со издавање бугарски пасоши на македонците заради влијание и однародување. Анкети покажуваат дека мнозинството млади во нашава земја гледаат позитивно на Европската Унија, ама речиси половината не веруваат дека Македонија некогаш ќе стане членка на Унијата. Поради разни игри без граници расте и евроскептицизмот кај младите. Само 7-8% веруваат оти републикава ќе се приклучи кон Унијата во следните 5 години. Премиерот Христијан Мицкоски, реагирајќи на разни изјави, уцени и барања околу членството на Република Македонија во Европската Унија, рече дека според некои изгледа оти ке сме биле најдобри ако пак смениме устав за влез во Унијата, па уште и ако може веќе и да не сме македонци, но тоа никогаш нема да го дозволиме, рече Мицкоски. А околу тоа кои чекори ќе бидат преземени за решавање на проблемот со Бугарија, која прави блокади на републикава кон Европската Унија, премиерот Мицкоски со одговор: нашиот став е многу јасен, се знаат црвените линии кои сме ги опишале многу пати досега. Подготвени сме да седниме и да разговараме, ама не е во ред некој да очекува дека оваа влада да каже дека се што сме зборувале досега не важи, туку ќе направиме уставни измени без конкретни обврски од Бугарија и без јасни гаранции од Европската Унија. Истакнувајќи дека додека е тој преседател на владата,
такви предавства и капитулации немало да се случуваат. Додавајќи од и пред 8 години, кога менувавме имиња на институции и каде не, ни се велеше дека за 3-4 години ќе сме во Европската Унија. Одамна поминаа тие 3-4 години, а ние сме во исто место таму кај што бевме и пред 25 години. Тоа што Македонската православна црква Охридска архиепископија има спор околу името со Цариградската патриаршија, според владиката Петар, било масло и придонес на така наречената црква Поа на Јован Вранишковски, додавајќи дека нашава држава го смени името, го смени знамето и уставот, па сега сме Северна Македонија. Меѓутоа нашата црква остана меѓу малките институции, која си се нарекува така како што со векови и е името Македонска православна црква, и нема никогаш да се откажеме од тоа наше име македонско, од македонската нација и од се што е македонска посебност, бидејќи прашањето со нашата автокефалност, рече митрополитот Петар, било исклучиво политичко, а не е канонско црковно. Продолжуваме со вестите. Републикава во наредната година требало да врати над 2 милиарди евра, поради што премногу се задолжувале минатите влади, а не оваа сега. Плюс толкуте пари кои треба да се вратат, а биле земени како кредити, заеми и друго. Исто така има обврски. Треба да се исплаќаат пензии, плати, комунали, социјала и разни други трошоци. Расте бројот на туристите во Македонија. Од јануари до септември годинава бројот на странските гости бил зголемен за околу 10%. Во септември кај нас престојувале 133.000 туристи и најбројни биле од Турција, околу 33.000, потоа од Србија, Германија, Полска и така натамо. За да не биде само да ја поминуваат нашава земја, туристите или патниците кои врват со возила низ коридорот 10, власта најавува повеќе решенија и проекти, се со цел да биде збогатена туристичката понуда, за да не биде само протрчана републикава, туку напротив, туристите да се задржуваат во неа. Американските компании Алтивидура, што произведуваат делови за автомобилската индустрија во Скопскиот регион, најавија дека ќе заминат од Македонија, поради тоа што имале помалку работа и откажување на нарачки од главните фирми со кои соработувале. За разлика од овие две фирми, на друга компанија Костат добро и оди, па дополнително ќе инвестира во нашава земја над 30 милиони евра и ќе го проширува производството. Исто така, владата веќе ги привршувала преговорите со нови 4-5 компании за инвестирање во земјава, како и отворење на 1000 работни места. Грижата за Преспанското езеро е задача која бргу мора да се види на дело, за да се спаси овој македонски и европски природен бисер. Со години водата се повлекува, ама не само поради неконтролирано користење, туку и поради врнежи и тоа што водата понира. Користењето може да се контролира, ама треба и воопшто поголема активност и подршка, рече при посетата на Ресен и Преспа председателката на држава Гордана Силјановска-Давкова. Таа порача дека треба да се посетува Преспа, таа природна оаза, заради езерото, убавината, историјата со животот, сарајот, музејот и други реткости. Инаку, со соработка и акција мора да се спасува езерото, кој е природен бисер и вредност и за Македонија и за светот, ама за тоа мора да биде поголемо ангажирањето и на Грција и на Албанија. Следи блокот информации на повеќе теми. На 19 ноември почнува судскиот процес за трагедијата во дискотеката во Кочани, кога настрадаа 63 главно млади луѓе, а 211 беа повредени, од кои 157 потешко. Обвинети се десетици лица и 3 фирми. На судењето ке имало 15 обвинители, 34 адвокати, стотици сведоци и илјадници докази. Се бара правдата за огнениот фатален пекол во Кочани да биде еднаква за сите, за да се дојде до вистината, како и зошто се случи таква огромна трагедија, во која беа згаснати или повредени толку животи. Кривични пријави има и за поранешниот градоначалник од Скопската општина Сарај и пратеник Блерин Беџети и уште за 7 лица, поради злоупотреби со градежно земјиште, па со махинации било возможено фирма да добие 1.700.000 евра.
Беџети вели дека станувало збор за злоупотреби на државни органи за политички прогон. Меѓутоа, премиерот Мицкоски состав дека секаде каде што постои основано сомневање и има докази, владата ке делува, без разлика дали тој што сторил неправда или криминал е бивши или сегашен функционер. Ловџија од Радовишко бил смртно застрелан од испукан куршум од невнимание на неговиот колега, со кој заедно тој ден биле на лов. А додека собирал печурки, повозрасен маж од прилепското село Рилево бил нападнат од мечка и тешко повреден. Жителите од прилепските општини Долнени и Кривогаштани велат, оти се почесто таму има мечки. А повеќе од половина век ова популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато и сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува, благодарение на поддршката и разбирањето, благодарение на добрата волја од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. Уште две информации. Стружанецот Ердал Лушо е првиот македонец кој ќе тргне во смела водена мисија и сам со едрилица што целосно ја изработил со своји раце, да го преплови Атлантскиот океан. Тој е единствениот учесник од Македонија и еден од само 8 надпреварувачи од светот, кои се квалификувале за таква екстремна прекоокеанска регата. Трката ќе почнела од Португалија и треба да заврши на Карибите. Растојанието од илјадниците океански километри требало да ги помине за околу 40 дена, исклучиво со помош на ветрот и на прецизна навигација. Стружанецот велиот е подготвен и се чека на поволни временски услови за да исплови од Португалија. Силно историско значење има и денес повелбата на австрискиот цар Леополд I Хабсбуршки од 26. април 1690 година, со која македонците се ставаат под негова под Хабсбуршкото австро-унгарско царство, и тоа уште од времето кога Македонија била под турско робство. Значи уште тогаш австријците подале рака на македонците, како со народ со засебен етнички идентитет, па овој историски документ е од исклучително значење за македонскиот народ и уште еден голем аргумент и потврда за неговиот идентитет и многувековно постоење. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување од овде од наша Македонија за радиопрограма во Оро Македонско. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител, познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да имате добро здравие, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Да ме одведе до твојот брак, чувај го добро одамна ти следи траг. Еден бакнеш и магија се стори, моето срце капија ти отвори. Подпиши се преку лузни стари, после твоето име точка стави пред тебе што било да заборави. Еден бакнеш и магија се стори, моето срце капија ти отвори. Подпиши се преку лузни стари, таму остани и пред тебе што било да заборави. Може денес да ви излезат во пресред како полесно и побрзо да купите нова или половна кола Kia или Ford. Јавете се кај Симеон Талес
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Leli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Колку близко е телефонот, толку близко е и стариот крај ако патувате со Serbian Airlines. Комплетна резервација преку телефон може да ви направи Mac Travel International и Лили Марковиć на телефон. Телефонот Mac Travel Agency 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel. Ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Нью Йорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Базел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл dorajčevski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. With the legend herself. Ајде сине, вади лебо и пробај, домашен е. Ivarot. Oh my God, this is amazing. Guys, I'm here in Macedonia making Ivar with the legend herself. Ајде сине, вади лебо и пробај, домашен е. Ivarot. Oh my God, this is amazing. It's Macedonia. Hello, Globe. My name is Juliana Đorđievska. I'm representing Macedonia. Јас сум питомец Јана Василевска. Дадохме свечената заклетва. Мило ми е што конечно станав дел од армијата. Што за вас представува да се биде дел од војната академија? Представува чест да се биде дел од војната академија, бидејќи тука се стекнувам со врвно знаење од моите професори и спремност и обученост за да бидам дел од армијата на Македонија. Добро. Ајде сега следниот. Ајде пробај да се представиш.
Јас сум питомец Росе Ѓорѓевски. Денес нашата класа, 29-та класа на питомци на Војната академија Генерал Михаил Апостолски даде свечена заклетва, со која ние свечено се обврзавме дека ќе го браниме суверенитетот и територијалниот интегритет на нашата држава Република Македонија. Што за тебе представува да се биде дел и питомец на Војната академија? Како прво питомец на Војната академија представува да бидеш дисциплиниран човек, односно да знаеш да средиш својата дисциплина. И очекувам дека нашите професори и старешини ќе ни дадат врвно знаење и во академскиот и во војниот дел. Се обврзавте дека ќе служите на државата. Дали за вас тоа е една од животните приоритети? Да, за мене тоа беше животна цел, желба, што сакав да се остварам, ја остварив. Моментално сум на Војната академија, се надевам дека ќе завршам и ќе бидам иден офицер на Република Македонија. Дечки со среќа, нека ви е на сите вести. Битки се бијат во нашиот крај, низ вековите судба долга ни тежи. Македонец борец во Зандана лежи. Секој пораз за нас е само рана што свети, долго ни трае робство под земјите клети. Ние сме пиреј, што не се суши во срцето вера, надеж во души, од Вардар и Пирин до Егејско море. Македонци браќа, главата горе. Песна, во нас е слава, крвта ни пека за човечки права. И кога светот не брише граници крои, ние со љубов стануваме херои. За Македонија непокорни клетва даваме, ние твои синови, дека ќе обстанеме. Се што ти е зедоа, назад ќе ти вратиме. За тебе, мајко, со животот ќе платиме. Ние сме пиреј, што не се суши во срцето вера, надеж во души, од Вардар и Пирин до Егејско море. Македонци браќа, главата горе. Иако некогаш некој гробот ни најде, нека запее песна, штом сонце ќе заиде. Оѓаат во затворите, чмаат во затворите на оваа држава, Европската унија со своите вредности ниту се заинтересира да се види како и зошто во оваа држава постојат политички затвореници. А дали криминалците, дали корумпираните политичари ќе имаат полза од сето ова? Секако дека ќе имаат. Но јас сакам полза да имаат оние кои не треба да се наоѓаат денес во затворите.
Година група видни македонци во Солун формираат Македонска револуционарна организација, позната меѓународно како Внатрешна македонска револуционарна организација ВМРО. Биле за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја со максимата Македонија на македонците. Донеле устав, формирале Централен комитет. 2 години подосна под патронат на бугарскиот кнез Фердинанд во Софија се формира Врховен комитет на ВМРО во Софија и тие биле за Македонија, меѓутоа во рамките на Бугарија и со македонците како бугари. И започнува братовистена борба помеѓу приврзаниците на Врховниот комитет во Софија, врховисти, и приврзаниците на Централниот комитет во Солун, централисти. И практично почнува повеќе децениска братоубиствена борба помеѓу централистите и врховистите за суверена Македонија или Македонија како дел од Бугарија со македонците како бугари. После 100 години од Балканските војни, после дисолуцијата на поранешна СФРЈ, Југославија, повторно реинкарнира темата Македонија со суверенитетот, сувереноста и самостојноста на државата Македонија во државноста на Републиката Македонија. И на тој начин продолжи делото Македонија да се гради како надградува како суверена и самостојна држава со меѓународно правен субјективитет и покрај сите овие велепредстави што се случија во меѓувреме. 1890 година група видни македонци во Солун формираат Македонска револуционарна организација. Јас се викам Благица Дафовска. Наставник сум по македонски јазик скоро 10 години. Работам со нашите млади македончиња во Торонто, на кој ми е обавезно потребно да го зборуваат својот мајчин македонски јазик. Училиштето работи под покровителство на Македонската православна црква Свети Климент Охридски и се состои од 2 одделенија. И тоа прво одделение, односно почетници, кои за прв пат се среќаваат со македонските букви, со зборови и реченици. Мислам, тоа се состои во наставниот план и програма за прва година. И потоа постои друго одделение, кое го посетуваат повозрасни ученици, со кој раководи наставникот, односно мојот колега Стефан Крушевски. Како ви е програмата? Мислам овде конкретно за кај овие помалите. Овдека мораме да работиме по претходно наша изготвена скратена програма, бидејќи времето не ми налага да работиме по обширни материјали. Затоа, како најосновни нешта кои што ги застапуваме се читање, пишување, изборување на мајчиниот македонски јазик. Потоа децата изучуваат и национална историја и географија, но тоа оди во по големите одделенија. Мислам, повозрастните ученици се занимаваат со тој материјал. Со кои тешкоти се судирате во работата? Тешкоти, како да речам, не би имало посебно да истакнам, но како посебна тешкотија се наметнува таа што на нас, наставниците кои што работиме во странство со нашите најмлади македончиња, потребно е да се изработи еден учебник специјално за нашиве деца во странство, со скратена содржина и соодветна за овие деца и возраст. Твоите песни во душата се слуша. Борби и победини вековите носиш, твојата величина никогаш не исчезнува. Мајките пеат луки што носат спомени, срца што чукаат
нашата земја мила. Гордо велиме Македонија наша е, во срцето засекогаш ги остане. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Секој пораз за нас е само рана што свети, долго ни трае робство под земите клети. Своја. Боже мој, во Тебе се надевам да не се пострамам. Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам по патеките Твои. Упати ме кон Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надевам секој ден. Кон Тебе, Господи, ја издигнувам душата своја. Боже мој, во Тебе се надевам да не се пострамам. Покажи ми ги, Господи, патиштата Твои и научи ме да врвам по патеките Твои. Упати ме кон Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. Символ на македонското страдање. Од едната страна е Христовото распетие, но од другата страна на крстот го гледаме Христовото воскресение. Народот македонски бил со векови на крст распнат, но сега е време кога народот македонски воскресна се што е големо и свето во нашата историја и ние ќе се радуваме на нова светла етапа во животот македонскиот народ. Зад нас е темнината, пред нас е светлината. Зад нас се страдањата и рубувањето, пред нас е новото творештво на македонскиот творечки дух. Амин. Владиката Петара, во присуство на црногорските владици во Цветиње, еве каква песна им отпеа. Свири
дека воведува вештачка интелигенција, технократизација, туку камо хуманизација. Ние имаме шанса, први во Европа, да не кажам во свет, со филозофикација на образование да направиме револуција, не ни треба помош. Ја споминавте вештачката интелигенција, зашто мислите дека едното го исклучува другото? Сега, ако второто го нема, значи го исклучува. Ја зборувам за двете. Имате дилеми околу вештачката интелигенција, гледаме дека и во политиката веќе тоа моќна алатка. Министерката вели, не го исклучувам филозофијата, таа ја давам ко опција. Па зашто не дава опција математика, физика, хемија? Или има една многу наивна, да не кажам инфантилна аргументација. Па ние направивме анкета, децата тоа го избра. Па во кој светски ниво се праша децата што да учат? Кој ги праша? Ние мораме човекот да го направиме морален, паметен и здрав. Не е доволно само да има ум. Кога Гари Каспаров изгуби од IBM компјутер, се чудеше светот. Тоа беше револуција, дека машината го победи човекот во мислење. А без, пошто етика и логика не се само теоретски предмети, тоа се практични вештини. Мислењето е најтежок занајд на светот, затоа малку луѓе се занимаваат. Филозофија на детето му дава најважна работа. Поглед на живот. Да избере филозофија на живот. Не може да му даде тоа вештачна интелигенција. Значи ние ги правиме децата фак идиоти. Они кои su nas osvajali su nas dijelili u manje pokrajine, provincije, danas su male države. I okretali jedne protiv drugih da ratujemo. Makedonija u 4. vijeku prije nove, prije 2350 godina, prije 2400 godina. Aleksandar Makedonski. Ako odete na Google, pitate koji jezik je govorio, piše govorio je pod A grčki, pod B dijalekt grčkog jezika. Netačno, netačno. Aleksandar je govorio makedonski jezik. Ако и ти заменеш на печалба, таму некаде на студениот север, ке ти пратам 2-3 крака од сонцето, македонско да те грее. Ако и ти заменеш на печалба, понеси торби со книги на кирилица, за да еден ден семејното стебло не го дополнуваш со имиња на латиница. Ако и ти заменеш на печалба, таму некаде далеко, не знам каде, Библијата нека ти е при рака, ти може би таму на друг Бог се молат. Ако и ти заменеш на печалба, што ли ќе остане од Македонија? Под боровите плевели, во нивите джбунови, патиштата низ полето зашумени. Ако заминеш, нема да викнам тапа ни зазурли да го свира тешкото. И вака ни е тешко. Оловно бигори на душата натежнале. Ако заминеш, знам, враќање нема. Во туѓо огниште оган ке палиш, во нашите ќе останат главни недогорени. Од туѓа градина плодови ќе береш нашата чавки ке ја колбат. Ако пак сепак заминеш, мајка нема да може солзата таговна да ја скрие. Татко, што друго може освен благослови да реди? Да си ни жив. Поетско катче од мојата колешка Нела. Доближи се слико на светот од едниот до другиот крај. И по бојата на твојот фустан ќе погодам како ќе изгледа времето. Инаку, во чија глава би ме темнело и во чија соба би ме разденувало, ако не си ти.
Зборот мој внесува поголем простор во помалиот и јас постојам само онамо кај што и ти постоиш. Оти никогаш досега не сум поминал онамо кај што ти не си била. Затоа не знам кого би го мразел и кого би го сакал, ако не си ти. Навечер ја вадам мојата куќа од твојата куќа и светлото на инсектот од незините гласови, што ја рјосуваат машините во пчелите. И пак, не знам каква ракија би пиел и кој со мојот сон би спиел, ако не си ти. Што не може да каже земјата, му го порачува на растенијето. Додека јас со туѓо лице те пронаоѓам, а со твоето те губам. И додека насекаде се распрашувам на кој крај од светот би се разминувале денот и ноќта, ако не си ти. Доближи се како цветот што има коре на небото и по бојата на твојата уста ќе погодам, во кој овошен плод ќе заврши летото. Инаку, кој дури зборува, ќе го отвара кафезот, за да ја пушти птицата што го збогатува воздухот, ако не си ти. Петре Андреевски. Оđi, ја не можем. Треба да сум тука, барам фактури. Ти ваков у бањата ќе влагаш кај жената? Боље да смо двоје. Ја нисам љечник. А, јас сум. Само уште доктор на науки. Какве знаности, кај то причаш? Граđevina. Лани магистрирав туризам и менеджмент. Да. Svi su doktori i magistri u ovoj državi, a sve sami prevaranti. А, не. Ја не сум преварант. Све најрегуларно си магистрирав. Как да не? За 2 godine magistrirao i doktorirao. Ajme, molim te, prevaranci, nego šta? Јас сум од тето, од Джепчиште. Gdje ti je to? Джепчиште не знаеш кај е? Nemam pojma. Джемаили го знаеш? Везиста? Ne, ja sam bio pešadija. Ништо ти не знаеш. А Рене Реджепи, го знаеш? Ko ti je sad taj? Тко? Најголи кувар у свет. 3 пати го бирале, ти не го знаеш. Бога ми, искрено да ти кажувам, ти стварно си некој преварант. Ja nisam odavde. А, сум го слушнал тоа 100 пути. Idem ja kod one gospođe, ako nije umrla već. 40 minuta kako je pala sirota. Иди. Ја треба да се расправам со оној од телевизија. Имамо повреден гостин горе. Ама нема проблеми. Не е огнено оружје. Какво оружје? Ама тоа викам да не е огнено оружје. Какво е? Какво да? Падала на плочки уж го патило. Кој бре? Некоја госпоđа. Не можеме да га извадимо, заклучено е. А, значи имате повреден гостин. Имаме повреден гостин. Во каква состојба е гостинот? А тоа викам да не знаемо, заклучено е. Оди отклучи и помогни. Сигурно е нешто ситно. Оди помогни. Držite, molim vas, sve će biti u redu. Ja, presveti budajte. Абе ја, не знам дали ние смеемо вака да влегуваме по соби? Zašto? U Tonijevoj Bibliji piše da je bezbjednost gosta na prvom mjestu. А, не знам, јас Куранот сум го читал. Ne u tu Bibliju, ovu našu. Не знаем, ние имамо еден Куран и тој е. Hajde, ulazi, ja ću preduzeti odgovornost pred Tonija, hajde. Ulazi. Gospođo! Госпожа! Каде сте бе вие? Леле, кисмата, леле. Не можам да станам од канава. Господјо, да ве прашам нешто, ама наискрено да ми кажете. Дали сте гола? Не, облечена влегов да те туширам. Значи гола е. Јас не знам, најдобро ти да влезеш. А што ја? Еба ти си у бањарка, ја ако влезам ќе ме накваси. Речи, сакаш ми бања, у ствари сакаш да те лежам ја.
Ти сакаш да крежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Уствари сакаш да. Оро македонско. За роденден и именден, за сите пригодни свечености, за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Литл Сизар. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Литл Сизар и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти крај вас со пиците од Литл Сизар. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерни Хајтс. Телефонскиот број 586 997 3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313 278 5100. За да имате убави бели зъби и прекрасна насмевка, обратете се во Заболекарската ординација на доктор Луис Катис. Новата локација е на Рајан 16-та милја, а нивниот телефон е 586 564 3000. Доктор Луис Катис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Катис се наоѓа на Рајан 16-та милја, а нивниот телефон е 586 264 2000. Лекарскиот занеј се продолжува од колено на колено. Доктор Кристофер Хенцес ќе ве пречека и со топла насмевка ќе ве праша како сте. А со овој негов хуман гест, но што сите болки престануваат. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Е прекрасна терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Пиес! Празници се ближат. Побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Март 30 пати маршираме за нашите ангели. 30 саботи поред сами одиме со иста рута. Во Кочани и бараме правда за нашите умрени деца. На 15 ноември маршираме во Скопје за вистината. Надежта за правда е единственото нешто што ни остана. Не бараме од вас сожалување. Бараме да дојдете, да чекорите со нас за нашите ангели.
Да покажеме дека Македонија има срце и совест. Да покажеме дека не ги заборавивме овие деца и дека одговорност за нивната смрт мора да има. Од кобниот 16 март 30 пати маршираме за нашите ангели. 80 дена сме овде на браникот на нашата една единствена шума над Љубојна. Сите 80 дена се уште не удостоија државните шумски власти да ни одговорат на нашето прашање. Ние ќе продолжиме и понатаму. Нам бројките ништо не ни значат. Нам ни значи нашата природа и иднината на преста. Еден македонец ако остане, ќе стани вампир. Вампирот ќе стани враг. Тие ќе станат многу враги. Во секоја врба, во секоја гранка од дрвата, во секоја куќа, дури во овие куќи, ќе вика ВМРО Македонија. ВМРО Македонија. Четири страни на моја свет. Додека спиеш, убаво ми е, гледам и сваќам, ти си најубав свет. Твоите очи виножито кријат, по него одам со среќен лик. Зборови барам, зборови немам, никаков тебе не те опева стих. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи. Злато чекам да пристигнеш ти. Жална вест. На 88 годишна возраст почина Тома Тасевски Мастралџиевски, родом од Љубојно. Погребот се изврши во петокот во Виндзор, 14 ноември, во црквата Свети Никола. Останаа да жалат супругата Бона со децата Роберт, Дженет и Сонја. Бог да го прости и лесна му земја на Тома Мастралџиевски од Љубојно. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.